Камерман има негде? Ивче, горе да не е камерманот. Камера, да. Има ли камерман, само ја палите камерата и оставате така. И после глупости искачат овдека у јавност, ке си мислат ку знае што збориме овдека. Лека ноќ, почитувани гледачи. Добре дојдовте во мега популарниот дуел помеѓу мене и Александар. Почитувана господица Јелена, така е. Одовде ја носиме чекор за ците, а вие гледате За жал истече времето за најава, Ацо. Останете со нас. Ама зашто мрчиш вака сега? Не сме толку блиски, ми викаш дека мрчам. Имено и затоа не треба да ми мрчиш. Вчерашни на терен, како граѓаните демонстрираат против изградбата на висококатници. Дознаваме како започна новата ловна сезона. Мене ако ме прашуваш, ова е многу битен лов за нашата држава. Ексклузивно во вчерашни, дуелот кој со нетрпение го очекувавме. Еден од највозбудливите, се разбира, после оне на Бранко и Љупчо ТВ дуел. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Canoil Bio. Природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Art of Catering. Организација и комплетна логистика на деловни, VIP и приватни настани. Безпрекорна услуга, функционална опрема по светски стандарди, врвни кулинарски специјалитети. Обратете се и опуштете се. Art of Catering. Пред да започнеме со вестите, да нагласам дека денеска во студиово ќе се мери времето на најавите. Јецо, спремна си за дуел? Со тебе секогаш. Ајде тогаш пукај со една нова вест. Да беше владата ученика, германските инвеститори и професор, владата ќе повторуваше годината. Не дека секоја година не е иста на економско поле во Македонија, но германските инвеститори овој пат дадоа оценка. Ало, оценката е 0 за помалку од 1. Не дека не е се така црно, објаснуваат владините PR експерти. Тие велат дека може би не е 0, туку дека значи буквата О. Тоа е хихенцето. За оние кои беа загрижени каков му е притисокот на премиерот Зоран Заев, грижите завршија. Тој при посетата на универзитетот... Нешто те питам, Јецо? Ајде. Гоце Делчев беше или Тодор Александров? Гоце Делчев. Thank you. При посетата на универзитетот Гоце Делчев во Штип изврши проверка на притисокот. За разлика од оценката за економијата од 0, што значи е мртва, премиерот Заев е жив и има притисок како бебе, 120 со 80. Таму му измериле и биење на срцето, пошто е заклучено дека неговото срце бие во македонскиот ритам на 7 осмини. Но ова со реакција се јави ВМРО ДПМН и побара ново мерење кое ќе се емитува на телевизија. Нешто да те питам, Јецо, или на македонски нешто да те просам? Мислев никош нема ти текне.
Не тоа, мислев, знаеш ли кој ден е утре? 1 април, денот на македонските политичари. Точно така. 1 април или април и лили на македонски. Но освен што родителите ќе превртуваат очи на детските шеги, ќе се случи нешто друго. Председателот на собранието Џафери најави дека на 1 април се распушта собранието. Дали е ова 1 априлска шега? Останува да видиме, а пратениците прекувремено работат за да ги одберат најдобрите маски. Од анонимни извори, вчерашни новости открива некој од маските. Емил Димитриев во екс-премиер, Ивана Туферџик во Зорица Брунслик, Фадил Зендели во Фадил Зендели, Жаклина Лазаревска во Жаклина Лазаревска, Нада Ципушева во Нада Ципушева. Иако сите овие потајно знаат дека немаат многу шанси со Заев, кој што веќе е прогласен за кралица на струмичкиот карневал. Не е секој ден Великден, ама за партиите секој ден е 1 април. Не стивнуваат реакциите во јавноста за 60 катниците кои ќе се градат на паркингот Карши ГТЦ, а поголема група на граѓани веќе преземаа драстични чекори и го запоседнаа просторот на кој треба да се градат овие чудовишта. Од терен ни се јавува Ланчо. Да, така е, студио, се наоѓаме на паркингот Карши ГТЦ, каде што група луѓе се собрани за да го одбранат ова парче земја. Кажете ни, што се случува овде? Зарем не е очигледно што се случува, тебе не ти е јасно? Не, добро, ама јас мислам дека дојдовме за да протестираме. Ова е... Па и ова е еден начин на протестирање, искажување на револт. Само што ние тука немаме што да гушкаме на паркингов, па решивме да се гушкаме меѓу себе. Гледаш, оние ондека не ни знаат што гушкаат, што им доја гушкаат. Чекајте малце, а вие озбилни сте со ова што се гушкаме или ова е некој што... Мртви сериозни сме ние. Да. Како градежен инвеститор во Скопје сме сериозни. Добро, што мислите дека ќе постигнеме со ова што сите се држиме заедно и се гушкаме, некој дрва, некој земја? Апсолутно ништо нема да постигнеме. Ама ние сме тука да гушкаме. Ако треба ќе ја гушнеме и пругата за Бугарија. И ловица ќе ја гушнеме. Изградата кај Лагадин ќе ја гушнеме. Ама чекајте малце. А зошто, која е потребата да се собираме и да се гушкаме кога од тоа нема ништо? Што ни останува друго освен да се гушнеме? Да си дадеме сочувство, да си изразиме поддршка. Еве, од 5 до 10 години од сега па најде овде ќе се изградат згради како и дај, ќе дишеме катран. Што ни останува освен да се гушнеме? Дојдете сите да се гушнеме. Дојдете сите заедно да се гушнеме. Гушкање. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Ти благодарам, Ланчо. А ние продолжуваме со вчерашни, се разбира после джинглот. Рижа, бе, дај викнете обезбедување, бе, одлепете ме од овој аман. За паличу пола града ке рече познатиот кебабрат. Оваа година традицијата на батникарските огнови фати сериозна патерица. Коледарчиња нема, но нема ни пожарникари. Да погледнеме. Веќе е марта, огновите не стивнуваат. Освен бадникови гранчиња, типоите на оган варират во зависност од регионот. Во Струшко-Охридскиот регион огноите генерално се трскени, додека во Бутолскиот се зимзелени, а се очеква да ги има и оние на јубајте од песната на Тоше, Моликарски. И покрај големиот замав МПЦ ја осуди оваа паганска иницијатива. А ние продолжуваме со Оломнанешни. Се што е потребно е многу кондоми и боја, разумеш? Големо и мало, старо и младо, здраво и сакато, сито и решето, шуто и рогато се собра пред малите екрани за да гледа телевизија. А тоа не е дочекот на Касандра во Скопје во живо. Дами и господа, одиме со ултрапопуларниот ТВ дуел со Ланчо Пашазотов. Да, студио, тука сме на долго очекуваниот, мегапопуларниот и еден од највозбудливите, се разбира, послоне на Бранко и Лјупчо ТВ дуел. Со мене во студиото е недалеку познатиот трговец на Ајвар. Добра вечер. Добро вечер, поздрав до гледачите што ќе не следат. Значи, какво следење, престанете да ми правите паранои. И мајсторот кој најдобро монтира сплит системи во Италија. Добра вечер. Благодарам на можноста. Работев во една компанија
Започнав со монтажа на сплит системи во таа компанија. Добро, доста за тоа. Кажете ми, дали сте спремни? Се држам во кондиција, во форма сум. Супер. Вие, Зоране? Ова е голема чест и одговорност истовремено. Секако не. Океј, тогаш предлагам да се вратиме повторно подоцна. Океј? Напите се вода, ќе ви биде подобро. Останете со нас. Океј? Министерството за здравство реши да не купува нови возила за брзата помош. Па според предвиденото, стотици граѓани се мобилизираа да помогнат и да ги донираат своите возила. Одиме со изјавите. Ко не се организира државата, како викат ние се лајде граѓаните што сме, ние се организираме. Мито нек нападна од ово, отидеа со трактору, легна, извади го од ово, качи го горе, оди си го таму да види што е на него. Кога ќе видиш трактора, исто како брза помош бе. И оне црвен, шо исто е, шо? И како викат, ако не се одржава, нели, како ти кажа, државата, ние ќе се организираме, ја ќе донирам трактора, некој плук, некој не знам што ќе донира, по трактора е 120 коњи, шо те на тебе, 4 души ги качаш, кај сакаш ги однесеш, и најубаво што е, ќе се вози до Скопје, па ќе доеме ние до Скопје, па маца ќе се порошетаме, видиме, син се гушкат, а нит го знам, нит го познаваме, љубов немало, како нема љубов бе, јас зашо го донираше трактора, љубов да помогнеш на луѓето колку можеш, тоа е. Но тука не запреа позитивните реакции. Значи, ние експертите од здравството сакаме да изразиме задоволство и благодарност на господинот Сугаревски, кој најави дека авионот ќе ни го отстапи после 1 година користење, така што ние ќе бидеме првата држава официјално во Европа, чија што прва помош ќе располага со Boeing 737, со авион. Господине Мицковски, што мислите вие за овој прилог? Започнав со монтажа на сплит системи во таа компанија, потоа станав главен. Значи, така и си мислев дека пак ќе се фати со сплит антените. Режија, дајте ми джингл. За едни таа представува бели дробови на езерото, за други препрека која треба да се премине за да почне со работа нивниот бизнис. На линк ја имаме Верка од Струга. Што мислите, која е причината поради која трската гори? Википедија викат вака. Природен материјал, кој ќе дојде во допир со температура повисока од 100 степени, Мислев на тоа кој ја пали. Ќе се повикам повторно на Википедија. Според Википедија, тоа најчесто го прават пироќани. Аха, мислите на пиромани. Види, пиромани, пироќани, битно да се палит. А тоа што по секое палење на истото место никнуваат платформи и кафичи, како ќе го објасните тоа? Тоа си е бре нормално, нема првин да го градит кафичо ни платформа, на после да ја пали трскана, тука немат логика. И тоа што викаш? Студио? Јас сум студио. Александар? Нешто да те питам, Јецо. Како беше на македонски? Аха, нешто да те прашам, може? Ајде кажуве побрзо, ацо гледаш, не ги бројат секундите. Дали знаеше дека имаме кукинг шоу или на македонски шоу за готвење во вчерашни, што станало мега популарно во Србија? Немав поимацо, ама ајде да го пуштиме. Добро вечер, драги гледачи! Вие сте на вистинскиот канал. За овој рецепт за револуција ви се потребни еден диктатор. Јао, Вучичу, каку кашицу македонску ти припремамо. Доколку не може да го најдете диктаторот, тој ќе ве најде сам вас и вашата држава. Се што е потребно е многу кондоми и боја, разумеш? Имамо. Ова е алтернативно решение за оние со посилни раце. О, да! Алтернативно кондомите ќе се полнат со различни бои, што символизира шареноликост наспроти едноумието. Полниш, фрлаш, бегаш, плаќаш после 2 години казна. Разумеш? После колико? 2 години реков. Продолго. Пада влада, разумеш? Пада влада? Ај реци още еднапут, пада влада. Пада влада, пада влада. На репит, разумеш? Мајчки и педжови. Мора да се идентификувате. Та е ово, брате, кој е ово македонски, кој неки покварени српски? Дај, брате, прича да се разумемо кој луѓе. Во нашиот случај беше шутка, не ти бега Никола. Во вашиот случај може да биде Вучичу. Разумеш? Дискредитација на противникот. Доколку некој не се согласува со вас, значи дека е купен за сендвич, пари или било што, разумеш? Хумор! Место вчерашни новости можете јучерашни новости, разумеш? Аха, добро, логично е. Откако ќе измешате оваа смеса од рецептот, добивате одлична смеса на хаос, разумеш? Па зна човек прича.
А кога хаосот ќе се смири и револуцијата ќе успее, вие доаѓате на негово место и продолжувате со неговата работа. Но запамтете, ова веќе не е диктатура! Разумеш? Стижемо. Јел то неко навратимо? Jeste, to neko navratimo, to je demokratija, idi otvori. Иди ти, не могу да сум заозна. Demokratija ne sme da čeka. Добро вече. Добро вече, началниче. Како е револуционери, јел кувате? Pa kuvamo nešto sitno za domaću upotrebu. To nije lepo. To što ne kuvate sa prijateljima nije lepo. Ajmo do našeg sjedišta da malo tamo kuvate. Jel to baš mora? Vidi, ne mora, ali bilo bi lepo. U redu, samo sekund. Radmila, idem ja po cigarete i vraćam se za jedno 3 godina. 5. Za 3 do 5 godina. Ajmo. Ajde. А сега одиме со побрзи и посмешни вести или на македонски кикири какара. Немаме време, чука тајмер на се. Јецо пукај. Срекни вести, Македонија стана лидер во регионот и го доби среброто за број на убиства на мафијаши. Среќа е што ќе останат помалку мафијаши, но несреќа е дека тие што останале ќе станат политичари. Така е, Ацо, одмодом со нова. Неделава беше светскиот ден на театарот, па сите административци решија да одвојат 10 минути од денот и да се преправаат дека работат. А Хазбилика по методот на Станиславски се внесе во улогата и не се појави на работа. Уште една срекна вест. Во државава конечно работите мрднаа напред. Мрднаа напред затоа што се мрднаа стрелките на часовникот, односно се промени сметањето на времето. Нема време за ха-ха-ха, господин Александар. Толку од кикири какара вестите. Истече времето, Јецо, ќе морам да те прекинам. Имаме директно вклучување од најпопуларниот дуел. Се разбира после оној на Бранко и Љупчо. Да, така е, повторно се враќаме во студиото со мега популарниот ТВ дуел, се разбира, после оној на Бранко и Љупчо. Господине Мицковски, опишете се себе си во 5 збора. Студиски престој при системи од Италија. Истече вашето време. Господине Заев, дали вие работите? Значи не работам 24/7. Истече и твоето време. А ние продолжуваме со вцерасни. Затворот Скопје конечно пронајде решение како да ја намали пренатрупаноста во затворите. Имено затворениците се обучуваат за бравари. Не се зезаме, ова што го гледате кај мене лево од рамото е вистинска вест. Режија зумни да ја видат убаво? Е така. Да погледнеме. Со обуката за бравари, затворениците ќе добијат нови знаења и техники кои ќе им помогнат во нивните опити за бегство од затвор. Покрај ова, обуката буквално им ги отвара вратите на затворениците кон нови можности за напредок во кариерата по излегувањето од затворот, за работни позиции како ограбувачи на банки, продавници со накид и така натаму. За вчерашниот затворот, пиштол си и колова. Деновиве се отвори ловната сезона на парламентарни гласови кои што ќе одредат судбината на СЈО. Нашиот репортер е на местото на еден Така, студио се наоѓаме во комши кај еден од пребеганите пратеници, каде во обид да се обезбеди двотретинско мнозинство за новиот закон на СЈО, двете најголеми политички партии се обидуваат да фатат капиталисти. Капиталци. Добро и тие. А како мислите дека треба да се одвива ловот? Мене, ако ме прашуваш, ова е многу битен лов за нашата држава. Со него планираме да се спротивставиме против мрачните сили кои што се сплотија против нас и да влеземе во една нова авантура. Мислите за убаво општество. Обштество. И општество де? Обштество. И општество де? Обштество. Општество. Добро, тера дале. Што да терам дале? Кажи што ти беше мислата. У едно општество мора да се почитува лово како спорт. Това е, како да ти кажам, не само што е традиционален спорт, него благороден. Преку него се са чиста, целата природа, циклусот на природата се чиста. Да, само ја за мамките ве прашувам, нели што ги користиме. Па, видете, ние користиме веќе добро позната мамка, лојалност кон лидерот. Ние ги користиме сите демократски мамки што ги имаме. Например? Како се фаќа крапче? Дојдеш, ќе накрмеш прво, ќе нафрламе што се демократски тендери, он ќе почне да гризе и потоа една ќе му фрлеме демократска амнестија и ќе се фане. Чекај, ли ги амнестиравте веќе? Што има тоа везе дека ги амнестиравме? Ако не ќе со тај Арсенал, па ќе го искараме тај тајни Арсенал што
телешка седачко, еле, бај да виж дали нема се фане. Ајде. Tego, си знае оно дека ќе си грабне, си знае. Tego полецка, бе, ја не сам од вчера, бе. Еп! Фати се! Ту, бе! Дај, бе! Фанат се, бе! Да, таа мрежата што е со патни трошци да го ставимо, да ќе избега, ќе се откаче. Дај, бе, не ме гледај! Абе, да, мрежата там! Држи стапа! Држи ово мор со раце да се фане, оти вакви не се пропушат. Ако закачаме 7 вакви, после тоа ќе си лапаме закон. Како што може да видите, драги гледачи на нашите политичари, важно им е само да загризат телешка фотелја. Ами едо ваму да го искараме тоа, ости тај микрофон. Не сум ти ја за тоа, бе. Ке мора да го прекинеме прилогот, се извинувам, со директно вклучување од студиото на мега популарниот дуел, нормално после оној на Бранко и Љупчо. Атмосферата овде е жешка. Значи, кажете ми, што мислите за новиот спот на Next Time, да ми кажеш, бабо? Отидов на студиски престој во Италија, па се вратив од таму, работев во една компанија, започнав со монтажа на сплит системи во таа компанија, потоа станав главен. Вие што мислите, дали ви се допадна новиот спот на Next Time? Секако не. Ете, као што може да забележиме, драги гледачи, овде мислењата за спотот на Next Time се поделени. Ние одиме понатаму со програмата. Јелена? Оваа недела се случи инцидент на Скопскиот аеродром. Патник облечен во тренерки, мислејќи дека знакот No Smoking значи забрана за носење смокинг, запалил цигара за време на летот. Веднаш по слетувањето тој бил приведен од надлежните на аеродромот. По инцидентот од владата најавија дека откако го сменија законот за пушење во земјата, ќе го сменат и оној во воздухот. Тие во иднина се надеваат дека граѓаните ќе може слободно да пушат и додека летаат. Единствен проблем е тоа што авионот не е кабрио, но и на тоа се работи, така што најверојатно ќе се отворат прозорите и ќе се направи монтажен покрив. А сега пред самиот крај, долго очекуваниот и најпопуларниот дуел се разбира после оној на Бранко. Господине Ацо, истече времето, ќе мора да го вклучиме Ланчо од другото студио. Да, студио, еве веќе стигаме кон самиот крај на мега Небитно. Значи, господине Заев, господине Мицковски, денес за овој дуел нашата екипа ви ја подготвува следната задача. Тој што прв ке се насме, губи. Сега. Заев трепка. Мицковски исто изгледа како да ќе попушти. Ова ќе станува напнато. И ова мислам дека ќе дали ќе и еве го Заев прв се насмеа, драги гледачи, значи го имаме победникот. Жал ми е многу господина Заев. Заев прв се насмеа, победник е господинот Мицковски кој ќе го добие престижниот беч. Тоа беше се од овој најпопуларен ТВ дуел, се разбира после оној на Љупче и Бранко. Се гледаме во некоја друга прилика, се надевам пак во студио. Треба да леташ некаде? Треба да бараш неевтини карти, најбрзо порозување, онлайн чекирање, да средиш за багаж, да средиш осигурување, трансфери, да си потрошиш неколку часови. А истото можеш да го направиш и за неколку минути на airtickets.mk. Најбрзо неевтино до авионски карти и организација на твоето следно патување. Еднаш airtickets.mk, секогаш airtickets.mk. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Велат сите патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнес администрација и економија. Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа.
И најдоброто од се стекнувате со двојна диплома. Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на uacc.edu.mk. Како што е Гари Каспаров во шахот, Майкл Джордан во кошарката, Майкл Джексон во музиката и Амди Бајрам во политиката, така и нашиот Драганчо Путец во берберлукот. Се вклучуваме директно во салонот за пролепшавање со неделната анализа на Путец. Чекай, бе мали бе, излезе сонцево и гледай што си направил, белја си направил, бе капа ќе ставаш бе, види како изгледа, види го. Шефе, па баш е модерно така сега? Како бе, види го, со научари беше направил, белек, мора да го исправам, како ќе го прекрачам та што. Кај мене у Дуќан обично за политика не правиме муабет, али сега мора да го гледам овој дуелот, пошто ја двајцата ги улепшав, разбираш? Јас сум и матичен бербер на двајцата. Например, ми се јавува Зоки, вика Путец да му улепшаш за на дуел, ајде бе викам дојди, само гледам да не се поклопат, разбираш, у мој термин, да не дојдат заедно со професоров, оти тука дуел ќе правиме што ќе треба тепачка да ги модерирам. Не кам таква работа. И викам што те се радам, ти си добар се, ама бекембарда, гледај како сум направил мазна као со ленир бе, тоа архитект не те шиша вака. Шефе, па кај наоѓа време, он 24/7 нели работи, као наоѓа време за се? Кај наоѓа бе 24/7, тоа друг беше, види го, кажи му бе. Значи не работам 24/7. Не работи 24/7. И вика што да му кажам на овој, викам што сакаш баре бе, и така појма немате нити нио. И тоа и го испратив, разбираш, и после ми се јавува овој другиот професоров и го гледам. Кај си бе, викам професорот, кога не си дошол? Абе, вика, сакам кај тебе најубава музика има. Па викам има нормално, викам дај со тоа кавалчето. Детево му свири. Му викам, абе професоре, видиш убав маж си. Зашто со таа брадичето го катанец вака, викам, не е убаво тоа, не е демоде више, викам, асоцира на затвореност. Нешто, дај да те средиме, вика, Путец, што сакаш прај? И го избречив и гледа се, ево го, гледаш убав маче. Тоа е бе, сака стилист, све си сака знаење. Мали, дај бе, доста со тоа зурли тапани, дај малце смени репертуар, еве, земи на чешел свири малце, ајде. Дај пешкирче тоа, види што си направил без сонца. Опа, гледај. Ајде сега и сонце и свет ништо не ти може, ајде бриши, дај 100 денара, дај друго дете, ајде. Тоа беше ништо од нас. Доколку пропуштивте ништо, не отворејте њањања.fn.mk или нашиот YouTube канал. Добро утро на сите, освен на тие што одат до продавница по пижами и папучи. Добро утро и од мене. Некни ми доаѓаат двојца ненајавени, не на мој термин и одма го гледам, викам. Кај си инспекторе повеле? Еј, вика, од кај знаеш дека сум инспектор? Па те гледам, викам, чим си тука, само вие работите у државата бе. Деме ко помени кажуваат, не знам што кажуваат, највише наплатиле буџет, највише казни фукнеле. И тоа е, и што сега, демек мене ке ме казниш за перут му, викам што? Ајде вика, Путец, шише гледаш, пролете ми цветаат врвчиња и така. А ти што? Ај мав ти гледаш дека шпица завршува. Побрзо, ајде.